Земјоделците од истокот може да ги планираат сеидбените активности и површините со култури кои годинава ќе ги наводнуваат. Водостопанската подружница Брегалница го донесе годишниот план за наводнување. За оваа наводнителна сезона планирано е да се наводнуваат 6625 хектари, опфатени со хидросистемот. За 1/3 ќе се зголемат површините под ориз, кој за годинава се планира да се посее и наводнува на 3755 хектари. Според планот, во Кочанскиот регион годинава ќе се наводнуваат околу 2135 хектари под ориз, од кои најмногу повеќе од 300 хектари во Облешево, Соколарци и Чешиново. Покрај ориз од хидросистемот Брегалница за годинава е планирано наводнување на околу 2000 хектари со луцерка во Свети Николско и 1100 хектари со полјоделски култури, од кои најмногу пченка во Штипско. Земјоделците во регионот очекуваат сезоната да започне без проблеми и за останати долгови. Имаме добра соработка и со водостопанство Кочани. Имавме ние пред 2-3 години наше водостопанство, сега се тоа укина и идеме тамо под тоа, али мислам дека е добро. Сега за сега. Редовно, мислам нашите плакат. Мислам дека сите плакат. Оти сега знаеш како е малце опасно, нели, со овие адвокати што се, мислам, што е тоа опасна работа. Според годинашниот план водата во каналите треба да се пушти во почетокот на април, пошто ќе започне и сидбата на оризот. Сегашните проценки се дека ќе има доволно вода за наводнување и менето годишните проблеми нема да се повторат. За остварување на планот ќе бидат потребни над 106 милиони метри кубни вода. Според дотокот од Брегалница, што во моментот е околу 25 метри кубни вода во секунда, како и од другите реки во регионот, се очекува до почетокот на новата сезона за наводнување да се акумулираат планираните количини.